Добар ден и убав ден, благословен ден, ден на Бадник и се надевам дека, драги мои, ова наша емисија ќе ви биде интересна и убава и забавна, затоа што верниците христијани денеска го слават Бадник, Христовото утре веќе Божик раѓање и се надевам дека вечерва на трапезата ќе бидете сите заедно, кога се крши лепчето со паричка и како велиме најмногу се радуваат децата, но нека си признаат и возрастните кога ќе им се погоди паричето во нив премногу се срекни. Тоа се верувања дека некој оној кој што ќе добие париче на Бадник, на светата вечера, ќе биде среќен во целата година. Тоа се верувањата помеѓу народот, но секое место своји обичаи, така велиме, па затоа и денеска, драги мои почитувани гледачи, ќе говориме за обичаите по повод Бадниковата трпеза или Бадниковата вечера. Верувам дека утрово ве пробудија бадникарите. Иако во последно време малку помалку ги има, но сепак ни носат радост кога ќе затропаат на вратата и кога ние треба да ги даруваме. Значи, нека е за многу години Бадник, нека е за многу години утрешниот празник Божик, сите оние кои што веќе се дома, се прибираат, како велат, каде и да си за Бадник и за Божик дома да си. Таа е православната порака за сите верници кои што сакаат и оддалечина да си дојдат во своите домови. Јас сум облечена, многу среќна во една носија од Кумановско, Кривопаланички регион и многу сум радосна што денеска ете токму вака ќе ја започнам емисијата, затоа што и мојата гостинка ќе биде во една убава носија и повеќе за тоа таа ќе ни говори. Вредница, навистина подготвена убава трпеза, тука ќе подготвиме нешто сосема малку за да видиме како би изгледала една Бадникова трпеза. Јас многу и благодарам, од се срце и благодарам на трпението, на љубовта, со многу љубов, со многу внимание се подготви за оваа емисија и благодарам и на културно-уметничкото друштво кое што дозволи и јас денеска да бидам облечена во нивна носија и навистина сум среќна. Па, кривопаланчани, бакнежите нека одат за вас денеска посебно. Мојата драга Мерлина Николов. Добре ми дојде, многу си убава и убаво ме дотера. Многу сум среќна, искрено многу сум среќна, знам колку си ти вредна личност, способна за овие работи и денеска да бидеме со нашите гледачи во еден друг лик. Секако кога се има љубов, не е проблем да се направи ништо, не е тешко. И мене ме облече убаво. Да, па да бидеме исти. Како ти кажав јас, нема да ја ставам рамата наназад, ќе ставам вака, бидејќи јас сум паланечка сваќа. Паланчани назад така ги носат. Како ги викате, шами или кавраци? Шами ние ги викаме. Така. Да, шами. Добро. Ете така, убаво. Носиш нешто убаво? Да, најпрвин да започнам со голем поздрав до моите фолклористи. Така. Бидејќи највеќе посебно до председателот Васе Стаменковски и до кореографот Боби Стоевски. Јас и ти сме долгогодишни фејсбук пријателки. Па можеби ова е поздрав од Сдруженијето. Ајде Сдруженијето да го видиме. Ете така. Каде сум член веќе 5 месеци. Ете така. Ете, јас и Мерлина сме фејсбук пријателки, но прв пат се гледаме во живо. Исто и ова е за вас подарок од фолклористи. Чорапчињата навистина се пресладки и преубави. Мерлина, ки оставиме фотоа на нашата витрина таму. Ете, ајде тука нека се гледа да не красат. И благодарам, еве вака. Од срце, ова е календар на кој што се испишани сите денови, но и сите празници кои што верниците православни христијани ги слават во текот на годината. Ти благодарам за убавите подароци и поздрав до целото друштво фолклористи. Секако и до сите што ми дават поддршка во ова што го правиш секако. Мојата љубов од детството. Орото и песната. И навистина сте прекрасни во една целина. Кога човек ќе ве гледа, навистина сте прекрасни.
преубаво изгледате, преубаво звучите, работите многу, вежбате многу. Секако да, мора да вежбаме. Бидејќи од прв пат не може да се научи ниту едно оро. Така. Ги учите само од делот од подрачјата на Крива Паланка? Па настојува кореографот да бидат да не се нечие да не се позајмуваат од други места. Да бидат автентични ората, ама кога треба, например, зашто да не се изигра нечио туѓоро. Ете така. Јас тука ќе те поставам, затоа што рековме денеска ќе правиме макала, бидејќи ти се од дома имаш подготвено. А потоа ќе ни кажуваш кој и како. Повели, празот ти ќе го подготвуваш. Навистина морам да ја заблагодарам, значи ја подготви таа вечерна погача или како ја што ја нарекуваат они вечерник, потоа лепчиња во кое што во едно има паричке, потоа убав зелник, а ние ќе направиме макала и сите оние додатоци кои што ќе ни каже Мерлина кои што се ставаат на маса. Прво ќе одиме со лукчето и со сол треба да се. Морам да ти кажам толчникот. Јас го толчам дома лукот, ама дека ако морам ќе го сецкам. Ќе го исецкаме малку затоа што големиот толчник некаде ни паднал позади кујна, имаме сам мал за бибер, но ќе се јас и ти потрудиме да. Јас ќе се потрудам да го сецкам. Ете така. Па после со малиот толчник ќе го столчим. Да го средиме, затоа што ќе направиме макало од праси и макало од компири. Ете така. Тоа е едно од основните намирници и храна на нашата трпеза, мислам, кај нас. Затоа што се подготвува исклучително постна храна. И секоја храна си има символ, што всушност значи, со доаѓањето на Христос, што ни носи. Како велиме, се она што ни носи здравје, берекет и среќа. И љубов во семејствата. Здравата храна здравје носи. Така е. Како умешно си го сецкаш ти лукчето. Јас стаклените садови да ги подготвам, бидејќи во нив ќе се обидеме да го толчиме. И доволно се 2 чешниња за ова. Сега малку прас и бидејќи сакаме да додадеме, инаку сето друго ти го имаш подготвено и навистина си била многу вредна и трпелива. Секако со огромна љубов е подготвено, мора да биде и сладко. Мерлина, сакам да го поздравам твоето семејство, да им заблагодарам што те овозможија слобода да ти готвиш и спремаш за денешнава наша емисија. Секако, благодарам за поздравот. Ова лукчето тука, повели. Сега ќе му додадеме сол. Ајде, додека ти сецкаш, јас ќе пробам дали ќе можам со малиот толчник да направам нешто. Доволно ли е лукче? Доволно е. Сега ќе одиме со празот, потоа пак малку ама тој ќе можеме и да го направиме и со блендерот во однос на компирот. Викат дека било многу убав и здрав кривопаланечкиот компир. Така ли е? Да. Убаво, нели? Секако има. Мерлина донесе Паланка жито. покрај симитот има бренд и компир. Да, навистина е убаво. Тоа сакав да кажам, дали нешто посебно се подготвува специјално во вашиот регион? Има ли нешто што се разликува од другите трпези? Што кај нас подготвуваме, јас имам донесено. Потоа ќе ги покажеме, да. И тоа е што секој пат го имаме на нашата трпеза и секој нешто има символ. Така. Значение, зошто. Тоа така се. Всушност, тоа е представена здравата храна. Тоа што треба да го јадеме. Добро. За да Божиот код влезе во нас. Во нас да имаме, како се вели, љубов. Тој шири љубов и само љубов. Да. Јас овде ќе додадам со една лажичка сосема малку од водичката. Мислам дека и ти така го правиш, малку да додадеме за лукчето. Ете така. Ајде. Полека двете. Колку членови брои вашето здружение фолклористи?
Имате ли нови подмладок, имали? Имам, нашата група е најнова. Така? Ова возрастната рекреативна група за повозрастни. Значи, тие се најнови. Најнови сме ние, највозрастните, додека мали членови има над 200 Браво. членови. Одлично. Тоа е убаво. Одиме, се рекреираме, учиме ора. Како велат луѓето кои што се во поодминати доба, после пензијата, за да се го најдат местото, одат некаде да бараат друштво со луѓе кои што се како нив. Па тоа е фолклорот, па тоа е поезијата, па тоа е ликовните колонии, па секој рачни изработки. Зависи кого што го исполнува. Так. Што го прави среќен. Сега можеш и ова да ми го додадеш. Тука. Извин. Ништо. Малечко ова, па со него потешко оди, но некако ќе успееме да го направим, бидејќи ти ситно ги сецкаш и ќе биде добро. Одлично. Браво, Мерлина. Браво за тебе. Ајде, уште едно пола. Едно пола, колку да ни биде во едно тањерче убаво. Додавам од водата каде што се варела пиперката. Пиперките се тие кои што даваат посебен вкус на сето ова. Сега и да омекне малку и самиот прас. Мерлина, не те прашав дали кога ги правиш макалата им додаваш масло. Дали ги подгоруваш маслото да цврчне како велиме добро, и тоа ќе го направиме да биде секако што треба. Маш ми обожавателна така да цврчне. Јас не толку, ама поради него правиме така. Ако убаво. Одлично. Ете, секој, нели, според како велиме обичаите и домашната кујна. Кажи ми, од каде ти потекнуваш? Јас сум од Кривопаланичко село Мождивњак. Така, сум била, нели, заедно сме биле на манастир двете, многу одамна. И на Светите води. На Светата вода, покровита Богородица. Така сме биле. Беше гостин ти кај нас, да? 3 пати бев гостинка таму на самиот манастир и за мене голема радост. Нека му е вечна славата на братот Боге, кој што беше љубител. Точно, да, тој прерано замина. Боженствените работи и сакаше да биде манастир, да биде голем собир. Имаше желби, точно, големи желби. Напиша многу книги, собра многу кажувања и тоа ме радува мене. Еве, и на денешен ден убаво да го спомнеме. Да го споменеме и да помогнеме некако да му се исполни, мислам, желбата не му се исполни, да ја издаде книгата. Тој пишуваше книга. Јас, еве, доколку неговите сестри не гледаат, јас еднаш ги замолив, доколку се во можност да ги најдат записите, му помага во некои делови, како би требало да бидат средени, би можеле тоа да го направиме и да биде издадено. Добро, доволно ни е. Ајде, полека. Браво за тебе. Еве, а јас пак да го повлечам моето мало толчниче, кој што, ете, мало ма ни врши работа. Работа овде да си завршиме како што нам ни треба. Добро. Сега пиперката. Сега јас сакам да ти ја додадам овде пиперките, па полесно за тебе да биде. Верувам дека ќе биде полесно. Како ми тропкаат паричињата на самата облека. Што значи тоа, берикет или кога се игра да се слуша? Па сигурно нека символика има, не дека... Нема, сигурно нешто значи. Ево имаме и лути пиперки тука, чили, повели. Внимавај само да не си излутиш, ете тоа е тоа. Има некои со пари нанижани, некои без пари. А вака биле, секоја што носиите, да мора и на главата да се носи, ете, тие парички што ги имаме јас и ти сега? Па зависи од орото, например, што се игра, различна носија се носи. Имате и таква можност. Добро. Ете.
Одлично. Има разновидни од разни краеви носи, не. Да биде интересно. Колку се... Автентично. Малку. Како викат колегите, тропкај посилно, драгче да се зголеми платата. Да. Ајде да тропкаме посилно. Може би нашите желби да се услишаат. Тоа нели сите велиме, ајде да имаме повеќе заради домашниот буџет, но парите секош не се среќата. Барем самата знаеш, нели? Да, точно. Семејството е големата среќа. Среќата треба да ја бараме внатре во И зависи нашата кој со што душа, е среќен. како се чувствува нашата душа, дали е во мир, дали е блаженство. Ако е вознемирен постојано човекот, колку и пари да има, Бадила му се. да. А секако дека се средства за обстојување. Да. Точно, мораме да обстоиме со нештата. Ете, добро, па и не има некоја, не се секире. Ако има. Шубаво со лепше кој ќе се мацне, Да. леле. Па таа нема... Како викат, лапни голтни. Вкусно. Вкусно ќе биде. Еве, јас ќе ти дозволам ова, ти ќе го довршиш, а јас ќе се обидам во нашиот блендер да направам компирите со пиперката. Полесно ќе ни биде затоа што целосно се ставаат и ќе биде лесно. Внимавајте, има љути пиперки, колеги, на вас ви кажувам. Корисно е љуто. Затоа што мене што ми солзат очите, значи имаме љуто. А некој па исклучително сака љуто. Чисти токсините. Сите отрови во нас, така Да. ли? Добро. Ете, убаво кажа самата. Одлично. Ќе го спремам целото. Ете така. Одлично, убаво. Мерлина, ти спремаш домашни специјалитети твои? Па кај нас највеќе е застапено на трпезата домашната храна. Така. Ти правиш и сирење од коза или од овци? Козјо сирење. Од козјо, да. тоа најздравото, така велата, нели? Да. Најздравото. Ете така. Имам Храната- малку солзичка. Здравата храна и лек. Ке ми го додадеш ли лукчето само да го ставиме? Целосно. Ете така, целосно ќе оди во блендерот. Од пиперката ми дојдоа солзи на очите, да не мисля дека сум плачала. Нели? Добро. За себе правиш сигурно и за оние твои најблиски дома. Секако да. Сакаат да пробаат козјо сирење, да биде тоа здраво. Па се насладуваат. Мачно ли? Ќерка ми и син ми на мелата сакат варат тврдо. Тврдо биде. сирење печено на сонце. Да, не на сонце, туку само се сирење. Одлично. Браво. Па, добро. Сега не знам копчето каде му е, но ќе го извадам од штекер. Добро. Галама. Ајде ти работи си, јас ќе си бришам солзите. Поплачи си малку. Малку да си поплачам од лутата чушка. Добро. Завршено е овој дел што се однесува до овој. Што ќе го правиме во тањерот. Сега уште твојот дел и Готово. ќе го завршиме да наместиме трапезата. Добро. Браво. Одлично. Ќе додадам уште малку од водичката, нели си сипнуваме помалку, за да... Ете така. И јас сега ова ќе го искористам за да ни биде зејтинот во него, за да не тропкам во кујната, да барам тавче. Да се снајдеме со во кујна. Добро. Одлично. Малко.
Одлично. Ти дојде ли добро? Има нека. Ако нека има, па нека има, нели рековме, имаме чили пиперчиња кои што тешко се вадат. Не можеш. Не можеш да ги вадиш. Не мора, затоа и не го ставив тоа во блендер. Туку да биде ете така идентично, да има малку и природно. Природно да биде. Природно порано не блендери не се имале. Ајде, јас ова ќе го замешам, а ти да си ги измиеш рацете, бидејќи фаќаше пиперка, да не плачеш и ти како мене. Можеш се комплетно да се... Ајде. Ајде, јас овде ќе промешкам. Ти оди си на чешма, колеги. Јас овде сум кај пинџурот или макалото, како го викаат, нели? Сега, ова е со прас, пиперка и лукче. Добро. Сега ќе ни треба само маслото да го прашиме и потоа да го додадеме во двата сада. Ете така. Како гледам да искористам време. Ова веќе не ти е потребно. Веќе не ти е потребно, така. Да измијам се. Одлично. Шубаво мириса ова тука, феноменално, колеги. Сега, со лепчето, како ќе оди па баница, тука што има зелник подготвено мерлина, леле, ептен. Ајде, ете маслото, ќе додадам сега и за ова малку. Ајде. Ќе му додадеме и малку сол. Остави си ги рацете, само среди ги садовите, потоа ќе ги средуваат нашите домаќинки овде, без гајле да си бидеш. Му ставив масло, само промешај го и ќе ти дадам тањерче за да го сервираш. Ете така. И ова макало да го средиме. Брзи бевме, Мерлина. Со она што ти работеше дома, мене тука брзо ми дојде сето тоа, затоа што ти многу имаше спремано дома. Добро. Ете, готово. Сега само малку масло. Со солчек пробуваш? Јас му додадов сол, но оставам секој да си додаде ако потоа му е потребно. Него никогаш не пробувам, како да кажам, некако можеби ми е грешка, но не пробувам. Еве го и на ова. Види. Ете така. Преубав мирис. Мирисот. Сигурно и вкусот ќе биде убав. Вкусот ќе биде убав. Тебе ти оставам за да ги промешаш. Јас овде да исклучам. Добро. Се е завршено. Како што треба. Браво, Мерлина. Додај ми го мене ова. Сега тебе ќе ти го оставам и другото и веќе да ја поставиме трапезата која што ја имаме. Огромна чест ми е што баш за Христовото раѓање. Нели си присутна на еден многу важен ден за нас. Ето така, друга ќе ти дадам ако сакаш, секако. За да имаме и во другиот тањер. Ајде. Одлично. Браво. Како двете бевме вредни. Добро. Ете така. И сега ќе ја наредиш масата. Па свекичка си донела, па ќе ја запалиш, така ли треба, па ќе ни кажеш кој е какво значение ни има. Обичаи што ги правиме ние. Така. Да ги покажеме, да се традицијата пренесе. Кај нас порано се ставаше на она софра или трпеза, ја викаат. А дали кај вас се уште тоа така стои? Не, на маса јадеме, туку порано во минатото јаделе ниско доле. Ниско долу. Тоа всушност значи да покажеме понизност. Понизност кон Бога или верба во Него, љубов кон Него. Ете така, сега можеш, Мерлина, веќе да ги додадеш и другите состојки, кои што ти умешно ги подготви веќе дома. Добро, полека, ете така. И овие за да не
тиквата можеш. Можеш и тука, можеш, затоа што имаме и зелник. Јас ќе ти го подадам. Донесено дома, ореви, костени, се што треба. Ќе му најдеме ли место? Ќе му најдеме. Секако, да. Тука имаш медот, можеш да го дадеш вака. Ете, напред и ќе ми го кажеш значението. Зошто компотот вака? Ќе го кажеме и зошто и компот, и лукче главица. Така ли? Повели? Тебе ќе те... Ајде, ти си домаќинка денеска. Ете така. Ова убаво да ни изгледа трапезата, колегите ќе ја уловат, житото ни е тука, винцето ни е тука. Браво. Сите символи што ни символизират Христос, што вика јадете го лебот, ова е моето тело, пиете го виното, ова е мојата крв. Да, так. Затоа и лебот и виното. Најпрвен дома започнуваме со молитва. Така, Господовата молитва, Оче наш. Оче наш, покрај... Треба да ја кажеме? Не мора да ја кажуваме. Покрај таа молитва практикуваме и други молитви. Така. Убава, ако може да ја кажем. Ајде, повели да ја слушнам таа. Вечерна молитва се вика? Па за заедништво се однесува на љубов помеѓу, пошто празникот се однесува заради обединетост и љубов на семејството. На семејството. Да. Ајде, кажи ни ја таа. Христе Боже, фала ти што не собра на оваа трпеза, за да ти се заблагодариме за храната, да ти се заблагодариме за љубовта и да го прославиме Твоето име кое над секое име. Слава ти. Слава ти Боже, Христе амен. Боже. Ете така. Слава нему на висините, а ние понизно кон него да му заблагодариме за се. Да. Сега, ова е вечерникот, така го нарече ти, погачата вечерник. Вечерникот го правиме задолжително, затоа што тој символизира семејството. Со трло, со кокошки, птици, семејство. Се туку најмногу житото, што лебот ни го дава, нели? И виното, грозјето тука, што го имаме направено. Бочвите во подрумот со вино, значи во порано, сега во маркет купуваме се, туку за порано се чувало во подруми, секој си имал секое семејство. Да. Добро. Лепчето со паричка ни символизира мудреците кога доаѓаат кај Христос да го наградат да со го подарат, да. темјан, смирна и ливан всушност е токму таа. Токму паричката и кај нас се верува дека на кому се падне паричката, на нему му е најпотребен Бог. Значи, го повикува да му донесе многу среќа, здравје, љубов. Да. Убаво кажано. Ете, ова многу убаво го каже да запаметат. Значи, онаму каде што ќе падне паричата, точно тој човек Бог го сака многу. Лукчето е против зло, така ли? Точно против зло. Лукчето има таква светла вибрација, ние сме светлина. И кога ќе го јадеме лукот, значи темните демоните не ни можат ништо. Не ни можат ништо. Житото ти веќе го посеа порано и веќе е никнато. Житото, значи тоа николец, значи никнува нов живот, така, ново. се за време на Свети Никола. Јас така знам практикуваат на денот на Свети Никола или Варвара. Да, точно. Се житото за да биде за празникот за бадник да биде како николец, да. Ете така. Добро, ајде сега ќе одиме со рецептот на денот, бидејќи сме пред самиот крај, ќе треба да го кршиш, да го даваш лепчето. Ако ќе кажеш и за рибата. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Макало со прас, 2 страка прас, 10 суви црвени пиперки, 3 до 4 чешниња лук, сол и масло. Макало со компир, 10 суви црвени пиперки, 3 компири, 3 до 4 чешниња лук, сол и масло, кое што го сипавме врело. Сакаше да кажеш за рибата. Ајде, кажи ни за рибата. Со раѓањето на Христос, всушност, човештвото влегло во нова ера, во ера на рибите. Така.
И цело време се подготвува со риби. Со раѓањето Христово до ден денешен, кога сега веќе влегуваме во... И како велат, најмалку крв содржи рибата во неа, во незиното тело. Најмалку има крв. Да, секако, например, секое месо треба открвено да се јаде. Така. Али тоа рибата е символ на ерата на риби. Браво, ајде сега да го делиш лепчето. Ајде да видиме. Првото за Дедо Боже, така рековме, нели, и ќе го поставиме овде, а потоа поред. Јас да ги... Ти ќе ги делиш, денеска ти си Ајде овде. ова за Дедо Господ, добро. Сега бараме за куќата, така, за телевизијата. Ајде таму, пама. Ајде, ова нека биде за телевизијата. Ајде, ова нека биде, еве, овде врз ова да ги паметам. Добро. Ова поред и... За мене. Да, сега ова е за добро. мене, ова е за мене, овде настрана ќе го ставам. Ете така. Сега за камерманите имаме двајца овде. Ајде, ова е за камера број 6, камера број 7. Другите камери 3 се празни, но колегите се заедно со нас. Камера број 8. Ова е за директорот на телевизијата. Ајде, ова тука ќе го ставиме, врз зелникот. Ајде. Сега имаме за режијата. За нашата уредничката и таа е за тебе. Ете така. Ајде, ова е за Ели. Ајде за Ели овде ќе го става. Кај нашиот блендер. Бидејќи навистина многу ни помага во секоја една наша работа, а јас прво ќе го отворам моето лепче, за да видам дали мене оваа година ќе ми даде Господ здравје, среќа, бидејќи ова што измина многу ми беше потребен и постојано се молев да оздравам, да бидам здрава, среќна, да бидам покрај моето семејство. Кај мене не е паричката. Ете знак дека ќе оздравам. Добро, ова е сега за Ели, нашата уредничка. Јас да видам дали тука е паричката. Како вели мојот сопруг, ти да не си ставила паричка кога не се погодува кај него. Ова е, можеш, ајде, отвори. Ова е за режијата. Така. Ова е за телевизијата, дали ќе не биде берикетна. Ајде. Не е ни таму. Не е ни таму. И тука го немаме. Добро. Ајде да видиме дали кај директорот. Ајде да видиме дали кај директорот паричката. И таму ја нема. Ајде сега колегата Зоки. Ајде. Мерлина, никако да го најдеме паричето. Немаш среќа, колега. Ајде другиот колега. Добре, не е можно? Не е можно да не. И уште господовото не стои, може би кај... Еве, точно. Гледајте. Во господовото лепче... Господ интервенира во... Значи, во љубов, здравје, среќа, напредок за сите нас кои што сме овде присутни и за сите оние што не гледаат. Велиме, кога заеднички се молиме, молитвата допира до сите. Ама треба и да ја чувствуваат во себе. Навистина се радуваме, вака ќе го држиме, да биде овде. Ете, лепчето. Дедо Боже ќе не чува сите нас. Имаме ли уште време да видиме некои од фотографиите или немаме време? Значи сме пред самиот крај. Мерлина ми направи многу чест мене и на гледачите да видат како изгледа една трпеза. Уште еднаш премногу ти се заблагодарувам. Пред се благодарам и на друштвото за облеката уште еднаш. Се чувствував божествено, среќно, расположено. Немам зборови кои можам да ги кажам колку убаво денеска се чувствувам во оваа наша емисија. Благодарам многу за поканата. И беше прекрасна домаќинка. Благодарам. Ете така. Јас ја велам домаќинка денес затоа што таа е домаќинка, иако гостила нели во нашата телевизија, се надевам дека ви беше навистина пријатно и убаво, драги мои пријатели на Канал 5 телевизија, на оваа наша емисија. Бог да биде со сите нас. Ве сакам, бидете ми здрави и живи.